Овие 35 години за кои што го шириме интересот и посебно првата деценија кога го доживеавме колапсот на системот, криминалната приватизација, крадењето на фабриките од страна на Бранко Црвенковски и неговата политичка елита која што дел денеска е во владата, остана во тој период околу 200 до 300 илјади луѓе без работа во потрага по екзистенција. Нивните деца денеска се родители кои што ги прават овие фемициди, убиства, самоубиства и се дел од распаднатиот систем. Ја сум многу загрижен затоа што Македонија нема ниту една анализа научна колкав е импактот на транзицијата врз пропаѓањето на семејните вредности и врз зголемувањето на фемицид, криминал, користење на дрога и така натаму. Ние ја заборавивме транзицијата, меѓутоа живееме во ефектите од транзицијата. И партиите кои што произлегува таа транзиција, меѓувреме исто така се збогатија и стана дувла на моќ, пари и криминал, не гледам дека ја поправаат државата во ниеден смисол. Затоа сум загрижен и чувствувам дека државата е нефункционална и дека во нашето општество нема соодветен одговор како да се справиме со сите овие проблеми. Вака една моја од дистанца анализа.